Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Верното овчарче. Едно младо момче по име Герхард било овчарче и добар пријател. Тоа било многу сиромашно момче. Еден ден, додека го пасело стадото овци кое му било доверено, еден ловец излегол од долината пред шумата и се упатил кон ова младо момче овчарче. Кога се приближил до него, го запрашал: "Колку далеко е до најблиското село?" 10 километри, господине, одговорило момчето, но патот може многу лесно да се промаши. Ловецот погледнал низ рамнината и рекол: "Јас сум премногу гладен и жеден, ги изгубив и моите пријатели. Остави ги твоите овци, покажи ми го патот, добро ќе те платам за тоа." "Не можам да ги оставам моите овци, господине," одговорило момчето. "Тие може да застранат во шумата и може да бидат изедени од волци или украдени од кратци," продолжило понатаму. "Но зошто се грижиш за овците?" го запрашал ловецот. "Тие не се твои овци. Загубата би била на твојот господар, а јас ке ти дадам повеќе отколку што заработуваш за една година." "Не можам да дојдам, господине," повторил Герхард понизно. "Мојот господар ме плаќа за моето време и ми ги доверил неговите овци. Ако јас го продадам моето време, кое не ми припаѓа мене, и овците се изгубат, тоа би било исто како да сум ги украл. Се обидува да биде јасен." Тогаш рекол ловецот: "Дали ќе ми ги довериш своите овци мене, а ти да отидеш во селото и да земеш малку храна, вода и водич? Јас ке се погрижам за нив наместо тебе." Момчето одмавнало со главата. "Овците не го познаваат вашиот глас." И Герхард престанал да зборува. "И што? Не можеше да ми веруваш?" "Дали ти личам како нечесен човек?" прашал налутено ловецот. "Господине," одговорило момчето, "вие се обидувате да ме натерате да ја изневерам до вербата и да го прекршам зборот кој го дадов на мојот господар. Како да знам дека вие ќе го одржите својот збор кон мене?" Ловецот се насменал затоа што го сватил дека момчето го довел во тесно. Тој рекол: "Гледам дека си добро и верно момче. Нема да те заборавам. Покажи ми го патот, јас ке се обидам самиот да се снајдам." Герхард потоа ја понудил храната која ја имал во својата торба на овој гладен човек, која изел со задоволство. Веднаш потоа дошле неговите придружници и Герхард на негово изненадување открил дека ловецот бил голем земјопоседник кој ја поседувал целата земја. Земјопоседникот бил задоволен со честноста на ова момче и затоа кратко потоа го побарал кај себе си и го платил неговото образование. Во годините што минувале, Герхард станал голем и моќен човек, но си ја задржал искреноста и честноста до последниот ден. Само сум човек од полног сна. Боже, откри ми колку вредам јас во очите Твои. Патник сум само во овој свет. О Боже мој, помогни ми Ти од ден во ден. Од ден во ден, Исусе, те
Zada možam da ispoznam se samo za tebe. Včera pomina Isuse, utre dalike dojde ne znam. I te molam ja, Isuse moj, ti sila mi da. Pokaži mi skali pokoj te vodam, da bi stignal ja, Isuse moj, vo nebesen dom. Pa to za nebo, daj mi go ti, Isuse, ti vodi me do pobeda. Od den do den, Isuse, te molam, nauči me ti. Zada možam da ispunam se samo za tebe. Včera pomina Isuse, utre dalike dojde ne znam. I te molam ja, Isuse moj, ti sila mi daj. I te molam ja, Isuse moj, ti sila mi daj. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надешта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов Речта која станала тело. Неговото име е Божјо Слово, глава 19, стих број 13. Во старите древни времиња, само мал број луѓе знаеле да читаат и да пишуваат. Затоа изговорениот збор имал големо значење. За разлика од нив, ние живееме во модерно време и толку сме навикнати на пишување, обкружени сме со толку опрема која го пренесува пишаниот збор, што се помалку го цениме зборот што е усмено изговорен. Ние повеќе сакаме се да запишеме, обично на разнобојна хартија и во 4 примероци. Ние навистина сме сериозни во нашите намери и секогаш вложуваме напори се да добие облик на пишана форма. Свадбената свеченост е една од ретките примери кога изговорениот збор «да» содржи во себе сериозно законско значење и дури откако е изговорена, таа се потврдува со потпишување на брачниот договор. Сепак, ако ја посматраме статистиката за разводи, денес многу луѓе лековерно ја сваќаат заклетвата која ја даваат пред олтарот. Сево ова покажува дека ние луѓето премногу лекомислено ги изговараме нашите зборови. Колку пати во текот на денот ни се случува да посакаме да го повлечеме изговорениот збор или на брзина да се извиниме. Прости, не мислев баш така. Или заборави што реков, ајде да почнеме од почеток.
Сепак, во еден дел од човечката историја, изговорениот збор бил толку важен што имал свој век на траење и постоел долго откако би исчезнал оној што би ја изговорил и оној што ја слушнал. Се сеќаваме на Исака и на неговата смртна постела. Благословот на првородството представувал вредна награда, а можел да биде даден само на еден единствен човек. Со лага Јаков успел да си го обезбеди за себе благословот број 1. Кога неговиот брат Исав сватил дека го загубил својот благослов на првородството, повикал: "Благослови ме и мене, татко." 1 Мојсеева, 27 глава, 34 стих. Стариот Исак затреперил од возбуда, бидејќи знаел дека не постои начин на кој ќе ги врати изговорените зборови. Него го благословив и тој ќе остане благословен. 1 Мојсеева, глава 27, 33 стих. Зборовите на благослов биле изговорени и не можел никако да ги врати назад. Потоа се сеќаваме на Валаам, многу успешен и делотворен пророк. Валак, моавскиот цар, го земал Валама од Фатура, местото на кое што живеел пророкот, па се до границите на Ханан, за тој да го проколне израелскиот народ. Исплашен од победоносниот поход на некогашните робови, кои постепено ја освојувале неговата земја во пустината, Валак сакал да ги уништи со зборови. Зборот изговорен преку клетва, мислел тој, сигурно ќе биде посилна од спротивставување со меч. Затоа вложил голем напор и потрошил огромно богатство за да изгради олтари и да принесе големи жртви за да обезбеди сигурно исполнување на нарачаната клетва. Меѓутоа, исполнет со Божји дух, Божјиот пророк Валам не можел да го проколне Израилот. Иако во своите мисли тој одлучил да ја послуша царевата наредба, заслепен од богатите дарови што му ги понудил царот како плата за проклетството, Валам навистина многу се трудел, но кога застанал на висините и погледнал кон уредно наместените шатори во еврејскиот логор, тој уредно ги благословил. Избезумен од бес, Валак повикал: "Не го проколнувај ни со клетва и не го благословувај ни со благослов." 4 Мојсеева, глава 23, 25 стих. Со други зборови, Израел ќе надвладее. Непослушниот пророк Валам тоа го знаел многу добро и никој не бил во состојба да го спречи тоа. Во Библијата честопати се спомнува изразот Божја реч, а ја означува само Библијата или Светото писмо. Меѓутоа, возвишеното значење на овој израз му дал Исус кога рекол дека самиот тој е реч. На секој изговорен збор, на секој облик напишан збор, Исус се објавил себе си како чудесно отелотворување на зборовите. Овој символ толку многу го воодушевил апостол Јован, што го употребил како увод во своето евангелие. Во почетокот беше Словото, и Словото беше со Бог, и Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот со Бог. И Словото стана тело, кое се всели меѓу нас и ја видовме неговата слава, славата што ја има како единствен од Таткото, полн со благодат и вистина. Јован 1 глава, стихови 1 и 14. Како посветена, неотповиклива, изговорена реч од благословите и проклетствата, Исус дошол и да спаси и да уништи. Во присуство на таква моќ, обземени сме со стравопочит. Па сепак, таа моќна сила на вистината, облечена, како што кажува Јован, според благодат или милост, само на тој начин речта, живата реч, можела да живее меѓу нас смртници и да ни покаже дека Бог е непроменлив, семоќен и дека никаква човечка интервенција не може да ги промени неговите намери. И затоа да размислуваме за овој возвишен портрет на Божеството. И името негово се нарекува Божја реч. Откровение, глава 19, стих 13. Ти ме прими у загрљај свој и поведи својом стазом мира. Чиста срца к Теби ја ću доć, Боже мој, Боже мој. С Твојом руком на рамену свом, тешка мора ја ću lakše prijeći.
riječi, mojoj duši podaj blagoslov. Bože moj, Bože moj, mojoj duši podaj blagoslov. Bože moj, Bože moj, moje suze vidiš samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj. Moje suze vidi samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj, Bože moj. Kada zadnji ja napravim krug i kad dođem pred kraljestvo tvoje, moja duša mir će naći svoj. Bože moj, Bože moj, Moja duša mir će naći svoj. Bože moj, Bože moj, moje suze vidiš samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj. Moje suze vidi samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj, Bože moj. S tvojom rukom na ramenu svom, teška mora ja ću lakše prijeći. Mojoj duši podaj blagoslov. Bože moj, Bože moj, mojoj duši podaj blagoslov. Bože moj, Bože moj, Bože moj. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Radio Glas na nadежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков
Живот Бог ти нуди спас. Чуко Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.